Тренд на покачување на бројот на живина бележи југоистокот. По најниското ниво во 2018 година, кога статистика избројала 91.964 единици живина. До 2020 година бројот се зголемил повеќе од двојно и достигнал 198.948. Министерот за земјоделство Лјупчо Николовски истакна дека во насока на помош на земјоделството донеле нова интервентна субвенција од 60 денари по неселка, која се наоѓа на одгледувалиштето и е на возраст за производство на конзумни јајца. За оваа мерка може да аплицираат одгледувачите на живина на конзумни јајца запишани во регистарот одгледувалишта на животни. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој веќе ја исплати финансиската поддршка од интервентниот фонд на земјоделство предвидена за одгледување кокошки неселки. Исплатени се 68.5 милиони денари кон 49 корисници. Ја зголемивме и мерката за директни плаќања за амортизирани неселки заклани во регистрирани кланични капацитети од 80 на 125 денари по заклана неселка, вели Николовски. Во март годинава, кога беше донесен интервентниот фонд, министерот истакна дека ќе делуваат во области каде што треба да се помага во одреден момент. Со интервентниот фонд засега се предвидени и во него се предвидени 250 милиони денари за интервентни мерки во растителното и сточарско производство. Да појаснам, ова се средства кои што се надвор од директните плаќања за субвенции и кои што со буџетот и законот за извршување на буџет се предвидени како дополнителни средства преку кои што ќе интервенираме во одредени категории на земјоделски стопанства, производители и одредена поддршка. Така да ова се дополнителни средства кои што ќе влезат во земјоделството. За интервентни мерки за растително производство се предвидени 120 милиони денари или околу 2 милиони евра за субвенционирање на трошоците за набавка на вештачко ѓубриво. Од Министерството потенцираат дека постојат повеќе мерки за поддршка на производството на стратешки култури. Преку јавен повик на располагање се ставени дополнителни 5722 хектари обработливо земјоделско земјиште над 3 хектари за обработка на стратешки култури распределени во 14 региони низ државата. Јавниот повик за давање на земјоделско земјиште под закуп над 3 хектари завршува денеска, а во најскоро време ќе биде објавен нов јавен повик за нови површини кои ќе бидат ставени на располагање на земјоделците со цел секоја педа обработливо земјоделско земјиште да биде ставена во функција, велат од Министерството.